ова представува најголем успех за мене и општо на ново натпреварување на Олимпијада било кој шахист што може да го постигне. Имаше 180 држави, значи буквално Олимпијада, најголем светски настан што може да се одржи во шахот. Ние бевме на почеток рангирани 62 место, на крајот завршивме како цела репрезентација 61. Се игра на 4 табли плюс една резерва, за да имаат можност играчите доколку некој има потреба од одмор или поради тактизирање може селекторот да извади некој играч или да помести, така што секој стои таа опција како една резерва. Вкупно тимот го чинат 5 души. Сега на овој настап критериумите веќе се сменети и се игра по перформанс. Че перформансот значи буквално со која јачина го играте вие турнирот, така што не се гледаат само поените, туку се гледаат и јачината или рейтингот на твоите противници. Така што мислам дека ова е буквално и многу потешко од сите останати. Има тука и мал фактор на среќа, треба да некои останати противници малку послабо да одиграат. Јас одиграв многу појако од мојата реална јачина. И крајниот перформанс мој е 2763, со што беше доволно за сребрениот медал. Почнав да играм некаде на околу 7 годишна возраст. Прв пат во 2008 бев младински prvак на Македонија, а 2009 година веќе настапив на прв турнир настрана од Македонија на првенството во Турција во 2009 година до 10 годишна возраст, значи младинско првенство. Тогаш и станав член на ШК Алкалоид. Со нивна поддршка, отидев и тука започнаа да речам така почетоците и соништата за остварување на поголеми успеси. Во 2015 година освојувам титула FIDE мајстор, а потоа во 2019 година ја освојувам и титулата која што ја носам денес, интернационален мајстор, за која што титула се потребни не само да се помине граница од 2400 рейтинг поени, туку и останати норми. Отидов кај дедо ми и со него почнав. Тој ме научи на правилата на играта шах. Тоа се уште се сеќавам. Буквално првата работа која што ме учеше беше како се движат фигурите, и прва фигура која што ме научи е ловецот. Лани ја освоив мојата прва норма за велемајстор, на исто така со репрезентацијата, така што да кажам, некако се осеќам помотивиран кога играш за репрезентација, кога е тимско надпреварување, знам дека не играм и не зависи се само од мене, туку имам цел тим и мене лично тоа некако ме мотивира повеќе, особено настапи за репрезентација, бидејќи представувам и цела држава. Така што гледам буквално да го дадам максимумот од себе.